Почитувани мои, добро вечер. Се случи една убава вест од гимнастиката што дојде деновиве од Охрид. На пионерскиот повеќебој нашите гимнастичари освоија неколку први места и неколку втори места, што е сепак нешто за почит повеќебој што се одржува со години наназад. Па една од причините за вечерашен мој гостин во студиото е мојот почитуван инаку професор, а и голем пријател, Досев Благој, реков професор, меѓутоа кога ќе за неколку месеци ќе замине во пензија, сигурно ќе сака на своите внучиња да им раскажува неговата спортска биографија, верујте, таа е навистина голема. Токму и овие две причини, ајде сега да кажам, едната е заминувањето во пензија за неполна година, беше причината да не го испуштам, да не учествува во оваа емисија, во која веќе знаете дека повеќе од 3 години доаѓаат мои гости. Професоре, така ќе ве ословувам, така ви на улица ословувам. Ви посакувам добро вечер, пријатно се чувствувате во нашето студио и сакам во мојата емисија во еден разговор да поразговараме вашиот спортски живот, да го анализираме, бидејќи имате многу што да кажете. Добро вечер. Фала на поканата, мој драг пријатели и мој ученик. Поздрав до гледачите на ТВ канал, на любителите на спортската и обожаватели на спортската гимнастика во Кочани и пошироко кој. Јас не би рекол само на гимнастиката, бидејќи вечерва ќе стане збор не само за гимнастиката, ќе стане малку и за фудбалот, ќе стане малку и за ракометот, бидејќи вие во сите спортове имавте постигнувања кои се навистина за почит и респект. Да. Кога пред сигурно 6 години работевме на еден серијал, се сеќавате дека во една пријатна атмосфера и тогаш разговаравме. Анализирајќи го вашиот животен пат, вие ми рековте дека кога ќе се сумирате што сте постигнале во спортот, вие спортот, односно спортското скалило би го поделиле на 4 етапи. Што сушност за вас значи тоа? Кои се тие етапи и да почнеме со редоследот? Па веќе да на хронологија така да има, да во оваа емисија појасно да биде и на самите гледачи. Јас мојот историјат на мојата спортска кариера и мојата професионална професија би ја поделил на 3 дела, па може и на 4. Првиот е како гимнастичар спортист, вториот дел е тренер, селектор, тоа е малку покасен период, али пак ќе се стави тук. И сојузен судија, државен судија на Југославија. И тука, тогаш кога разговаравме, спомнавте фудбалски тренер и еден мал период како ракометен тренер, значи ќе има 5 скалила. Не се ни 3, ни 4, него ќе излезат 5. Повеќе. Вие сте од онаа плејада во Кочани гимнастичари, што бидејќи тоа е вашиот прв спорт, што релативно почнавте да се занимавате. Тоа е некаде, ако не се лажам, на 9 годишна ваша возраст, негде 59 година, ако не се лажам тука. Која беше причината, дали близината на вашата куќа со тогашната Соколана или некои други сплет на околности беа причината да почнете со гимнастиката? Па токму така. Може би близината има одлучно едно влијание, таа близина. Мојата куќа на Раде Кратовче некаде околу 250 метри до Соколаната, како ја викаме, или Партизан. И моето движење тука во таа близина, така со другарчињата од моето мало, неколку души, еден ден се одлучивме да влеземе во таа порта и да останете долги години. Тука уште сега ќе го спомнам, мојот другар од детство, Зао Бранко, исто со мене, после ќе зборуваме за тоа, заедно со него почнавме да вежбаме, да тренираме. И Гоне, мислам дека почна, Чало почна тоа генерација. Да, тоа е исто и мојот колега Јанков Благој Гоне.
Исто така и Ванчо, познат под прекарот Дупли, за жал кој не е меѓу нас веќе. Тогаш навистина гимнастиката беше еден голем магнет што ги привлекуваше младите, бидејќи не само што остана гимнастичари во сите спортове, всушност гимнастиката беше, соколаната беше оној филтер каде се упатува и фудбалери, и кошаркари, и ракометари да се занимаваат со сите спортове. Значи тоа е центарот на спортот на Кочани било. Интересно е што во тој период, освен легендарниот Јордан Манов, во времето вие ако почнавте, токму тогаш беше и Валентин Бобришев. Ако не се лажам дека ви беше првиот тренер. Нешто да раскажете сега за нашите гледачи токму за овој дел од вашиот. Конкретно и во кратко би рекол, мојот прв тренер беше мојот професор од гимназија Валентин Бобришев, а после за кратко време една хетерогена генерација од ствари со различни години се направи еден тим, една екипа во спортската гимнастика во Кочани, кои бевме различни по години, некој спомнав и уште неколку, така не и селектираа, оние веќе кои бевме предодредени за овој спорт, за спортска гимнастика, и вториот мој тренер беше Јордан Манов Јоцо, кој постигна со нас завидни резултати на ниво на република и на државно ниво, на сојузно ниво во времето на СФРЈ. Вие тогаш почнувавте од така наречениот трети разред. Потоа идеше се во први разред, па во втори, па во први разред, и токму тука имате постигнато некои резултати, бидејќи знам дека во трети разред токму имате со Бранко Заов, со Гоне, со Ванчо Чало, со таа генерација, но покасно веќе се изфилтрираа други струи како Филимон. Па еве, најдобри резултати токму вие што сакате да го дознаете, односно и самите гледачи. Тај наш најдобар состав беше Павле Павлов, Ванчо Лазаров, Бранко Заов, Филимон Поп Михајлов и јас Благој Досев. На југословенско ниво кој имавме у тај први разред, така се викаше, после него следува и сојузен разред. Ние бевме во таа младинска категорија тогаш, бевме трети во Лесковац и после имавме уште еден надпревар како екипа во Србобран, таму бевме пети. Да. Значи тоа се тие успеси, меѓутоа кога сега ќе разговараме за такви резултати, ајде да кажеме пето или трето место, многумина ви рекле, тоа не е некој успех, меѓутоа кога ќе се земе секој учествува репрезентација од каде се, тоа беше на едно сојузно ниво, еве токму во Србобран или во Лесковац, вашите успеси што ги имате направено, тоа беа плејада на гимнастичари од мислам Војводина, од Словенија, Србија, Хрватска, од малтене сите републики на тогашната наша држава. Вие, професоре, на почетокот како гимнастичар многу не се задржавте со оглед на фактот, бидејќи се запишавте да студирате во Белград. Како течеше понатаму вашиот животен пат, еве, од гимнастиката и запишувањето 68 година на факултетот во Белград? Бидејќи ние во Македонија, кај нас во Скопје немавме факултет за физичка култура, јас мојата определба, професионална определба да бидам професор по физичка култура, многу рано се определив, некаде уште во втора година гимназија, мојата желба беше тоа да бидам. По завршувањето на средното образование и гимназија во Кочани, се запишав на факултетот во Белград, во една огромна конкуренција на спортисти од цела Југославија и други кои сакаа на тој факултет да студират со приемен испит. Го положив приемен испит и успешно го завршив факултетот. Но гимнастиката кај мене
не тлееше, туку се уште Се разгоруваше. повеќе се разгоруваше, а за тоа најголем мотив ми дадоа моите професори по гимнастика на факултетот. Ки ги спомнам, тоа се Јован Петрович Јоле од Светски глас и неговиот асистент Павле Буџа. Значи тие ви уште повеќе го разгорија она што ке Да, вас и гимнастиката ја усовршував покрај испитот што требаше да го учам. Професорот ни даваше на оние кои беме талентирани за гимнастика и специјално одредени задачи да извршуваме и на факултетот и надвор од факултетот во гимнастичките друштва во Белград, како во Палилула и други. Вие се вративте во Кочије 72 година, јас кога бев втора година средна школа во гимназијата Љупчо Сантов и таму почнавте да работите како професор. Меѓутоа, станавте и тренер на една прекрасна млада генерација во ДТВ, Друштво за телесно воспитување Партизан тогашен, денеска клуб за гимнастички спортови Кочани, и навистина постигнавте едни врвни резултати со многу млада една генерација што вие селектиравте. Мислам дека успехот дојде 73 година, ако не се лажам. На мала корекција, 73-та и 4-та и 4-та. 73-та, 74-та, така. Значи и тоа надпреварување. Па што би рекол? Јас бев спортист гимнастичар, но повеќе бев исполнет како тренер на таа генерација со навистина високи резултати за еден краток период на републичко и на државно ниво. Со таа екипа јас морам да ги споменеме секако. Беа изврсни гимнастичари, тоа се следните: Ангел Наумовски, мој колега, кој живее во Скопје, Митев Станчо во Кочани, Илчо Мановски во Кочани, Јорданчо Стојменов, мој колега, исто, и мојот колега исто Мјалче Апостолов, Мишич, по прекар, и Ванчо Манов, синот на мојот тренер Јордан Манов. Малото ѓаволче, што викаме. Или така што викаме. Да, и постигнавте навистина 73 година, еве во втори разред бевте втори, а следната 74-та веќе трети бевте на државното првенство во Загреб. Што за овие млади, да кажем, гимнастичари, посебно вие како релативно млад тренер што постигнавте таков резултат, значи сето ова? Па видите, јас како ентузијаст тогаш ергенското време не го жалев. Бев оддан на спортската гимнастика и времето го поминував еден добар дел во Партизан. Ние не некогаш, него скоро и секогаш во тоа време мислевме на професионална работа, иако бевме матери во овој спорт, и по 2 тренинга имавме. Или да ги споменам подготовките кои се правеа, и висински подготовки, која имавме база на Соговските планини на Пониква, иако таму во импровизирани услови живеевме, но сепак работата беше професионална. Потоа се селевме на овамо во Дојран, кампот, одмаралиштето на ниски припреми, ги продолжувавме и затоа тие резултати беа неизбежни. Значи, сите макотрпно работеа, часови гимнастичарите што ги спомнавте, го трошеа своето драгоцено време, но кое драгоцено имаше време дисциплина, имаше послушност и затоа резултатите. Рековте дека младоста не ги жалите деновите изгубени во гимнастиката, што сте рискирали, мислам што не сте како млад човек толку посветувале на други работи. Дали тоа имате некој ген наследено од, ајде да кажем, еден од основачите на таа помодерна гимнастика во
војниот период во Кочани од Јордан Манов, бидејќи тој ви беше на некој начин како идол на вас? Па точно. Мојот тренер Јордан Манов ми беше идол. Јас имав родители, но тој ми беше мене многу близок и како тренер и како пријател. Беше голем ентузијаста кој во тоа време беше прогресивен за спортската гимнастика во Македонија. Од него учија и други низ Македонија, секогаш и на надпреварите и на подготовки кои идевме, се прашуваа од него како. Тој, иако беше по професија геометар, сепак гимнастиката му беше во срце и толку многу сакаше, дури уште во тоа време тој подготвуваше за секој тренинг претходно план, подготовка, како да изгледа тој тренинг, знаеше тоа да го наслика, да го нацрта и така. Ќе се задржам уште малку на визијата што имал Јордан Манов. Јас во еден разговор со семејството Стефанови, кога разговаравме на таа тема, дојдов до еден податок, сега колку е точно, колку не вие сигурно знаете, а и тие што го кажуваат, јас мислам дека е 100% така. Кога се одвивале висинските подготовки на Осогово, уште тогај, за да не се повредат гимнастичарите, а се вежбало на отворено, правил специјални јами со дренаж. Да, имаше го тоа. Во модерните услови, развиената гимнастика сега, на времето во свето, кога во Југославија, во Словенија, во Војводина, во Хрватска, во Србија, ние тоа во Македонија ги немавме тие јами, дупки под справите, во салите, кои специјална сала за гимнастика се прават тие јами, па се поставуваат сунгери, меки овие душици, за после овие саскоците кои се прават од секоја справа, дали од вратило, дали од разбој, дали прескок, партер, со голема брзина, со висина по 3-4 метри, се паѓа, се тренира во тие јами. Ние уште во тоа време, мојот тренер Јордан Манов, со идеја полесно да се совладуваат потешките елементи вежби на справите, копааме ние самите гимнастичари под вратило, дупка и за прескок, па ставаме уште у тоа време одредени шума, лисје, трева, да тоа биде меко, да амортизира припадувањето, да не би дошло до повреди. И справата е во тој случај многу пониска и полесна е асистенцијата, чувањето, помагањето на гимнастичарот, спортистот да не се повреди. Па не случајно визијата што токму тој што ви ја дал на вас гимнастичарите доведе до тоа да Кочани биде еден од најпознатите гимнастички градови на просторите на зборам за Југославија. И не е чудо што сега еве повеќе од еден век опстојува тој спорт на овие простори, бидејќи, ако не се лажам, 2010 година се славија 100 години од постојањето на гимнастиката на некој начин во Кочани, а во Македонија, мислам, 2009 се славија 100 години. Вие рековте дека со овие, со Мишичо, со Јорданчо, со Ванчо Ѓаволчето, со Ангел, со тие освоивте на вистина еден голем успех, меѓутоа вие како тренер овде на некој начин бевте веќе спречени, бидејќи моравте да вашиот животен пат да се одолжите на државата, односно да замините во Југословенската народна армија, што по нејното враќање се случи да повторно станете, но како еден друг вид од она скалило што го набројувавме во гимнастиката. Па, пред да продолжам таму, јас ќе кажам, вие сами рековте дека Кочани за гимнастиката. Јас така мислам, сигурно моето мислење ќе поделат и многу други сограѓани во Кочани, дека Кочани не е само град на Оризот, туку Кочани
и град на гимнастиката. Град на гимнастиката исто може да се каже. Дојде време, ја заминав во војска, по ослужување на војниот рок, се вратив, така да и насоката ја сменив во друг правец. Отидов со гимнастика, во тие години не продолжив како тренер, може би од оправдани причини, не од мој, јако тоа моја желба беше да продолжам. Во Партизан се вработија професионално лице и така да немаше смисла и немаше место и вие бевте во редовен работ, но професор. Не може да како темперамент, како професија да мирувам. Добив една покана да бидам во спортскиот клуб Осогово. Преди да во спортскиот клуб Осогово, јас ќе се задржам на тоа што вие бевте и, ако не се лажам, во една прилика ми рековте, најмлад сојузен судија станавте во гимнастика. Точно, тоа така. После ќе се навратиме на фудбалскиот клуб Осогово. Сакав малку вака да завршиме. На вистина е тоа. Јас сум најмладиот сојузен судија од Македонија за спортска гимнастика. Бевме 6 судии кои полагавме, го положивме тој испит, откочени исто и покојниот Јордан Манов исто заедно со него тој испит го завршивме и 4 од Скопје. Исто и тие беа повозрастни од мене. Така да имав прилика на повеќе надпревари да бидам и сојузен судија на југословенски репрезентативци. Токму една анегдота пред емисијата кога разговаравме, ми спомнавте со вашиот прв настап како судија. Што се случи? Бевте делегирани, а имавте навистина една прекрасна работа што требаше да завршите овде. Јас сум... Тоа ќе го слушат и внуците, ќе го слушат тој, ќе знаат се за делото. Многу сум благодарен на моите родители кои имале разбирање за мене и како спортист и како гимнастичар, да ми дадат една голема слобода, да сам да одлучувам, добро ме воспитуваа, а исто тоа го продолжи и мојата сопруга. Да бидам слободен, да можам да творам во спортот, надвор од фамилијата, да не бидам секојаш дома. Што сакате да спомнам? Токму за вашето деби во Бања Лука. Па што се случи? Јас стапувам во брак со мојата сегашна сопруга. Беше среда. Во ден среда се регистрираме во полиција, со кумовето подпишуваме сите, а јас треба да заминам на државен надпревар како сојузен судија во Бања Лука, се одржува државно првенство. Прв пат како сојузен судија? Тоа ми прв пат. Нормално прашам дали ќе бидам ослободен, не можам да бидам избеглица да бегам. Добив дозвола виза на автобус од венчањето на автобус, тие се вратија дома да се провеселат. Јас заминав за Бања Лука на тој мој прв државен надпревар како судија. Тоа е голема љубов према спортот, ја мислам. Не сте вие единствен во Кочани што им се случило, има и во други спортови, како во фудбалот, еден пример има на еден наш голем фудбалски ас, има ги и други така, меѓутоа кога ќе дојде ред со нив да разговараме во емисијата, токму тоа како анегдоти не се него се тоа некои несекојдневни доживувања, бидејќи да се направи такво нешто е навистина голема работа. Да прави човек свадба, а да сака да продолжи истиот ден и во спортот што му лежи на душата. Токму тоа сакав да го кажам. Но вие рековте, кога се вративте, бидејќи во Партизан веќе имаше вработено професионални луѓе, вие бевте вработен како професор, како волонтер, не можевте да работите нормално и на нив да им го зимате некој начин лебот, меѓутоа вие не мирувавте. Добивте покана
од Ѓорги Костов Гогата и од Драги Романов Грчето да работите во фудбалот на Осогово. Каде почнавте во фудбалот и што се случи тогаш? Па така, тие ме поканија двајцата, едниот председател на фудбалскиот клуб Осогово, Ѓорги Костов Гогата и Драги Романов Грчето, секретар на клубот. Седнавме, еве како сега со Славчо што разговараме. Многу не разговаравме, едно 10-15 минути, најдовме заедничко решение, јас прифатив да го водам под младокот на ФК Осогово. Така и почнав во фудбалот. Моите први чекори почнаа во Осогово, така со фудбалот. Имаше една прекрасна генерација со која работевте и со која имаше успех, од која што потоа излегол многу голем број на фудбалери. Па така, за кратко време тие беа и мои ученици. Јако касно почнавме на 15 годишна возраст. Претежно беа сите мои ученици учеа во електромашинскиот центар Гошо Викинтиев. Беа претежно прва година и некој осмооделенец, помалку беа осмооделенци. Почнавме со тренизи, со фудбалот и за кратко време, за 2 години, ние бевме во врвот на Македонската фудбалска лига, младинска лига и од таа генерација на вистина јас имам големо задоволство да од тие фудбалери продолжија во фудбалскиот клуб Осогово, а некои потоа се отиснеа во другите клубови, дури некој игра и за втора југословенска лига во тоа време. Еден од фудбалерите што ги неколку мина што ми спомнавте како талентирани од таа генерација, што уште од прво се видело дека може да има фудбал, се ги спомнавте Мите Илиев, Кирчо Тодоровски и Мите Митев. Токму сега Мите Митев е новиот тренер на сениорскиот тим на фудбалот. Да, Тоде Митев. Сега е тренер именуван за сениорскиот тим на Осогово. Поприлично сигурно нешто има купено од она што го имате вие работено и мислам дека ќе работи со исти таков ентузијазам како што вие работевте и со исти елан. Меѓутоа сега го следите фудбалот повеќе на телевизија, помалку на теренот. Тоа евидентно е, бидејќи јас како стален посетител многу ретко ве гледам таму, можеби еднаш годишно или 2 години. Дали можете вие да направите една паралела од работа со младинските категории тогаш и сега? Деки мислам дека сега јако е напредно времето, тогаш малку повеќе се оддаваше важност. Пак, на паралела може да се направи, да не бидам строг критичар. Младината тогаш немаше многу време за друга забава, разонода и навистина сакаа да се докажуваат во спортот, конкретно во фудбалот. Тие не си го жалеа ни времето, ни трудот, ни напорот кој го вложува, кој се бараше од нив, задачите кои им се дава да ги извршуваат. Знаеме дека секој спорт е тежок, за да се дојде до резултати, барем средни резултати, не мора да се високи, мора да се вложат над напори. Тогаш таа генерација на вистина тренираше како треба. Мислам у смисло да беа одговорни беа. И редовни на тренизи, и дисциплинирани, и ги извршуваа поставените задачи. Затоа таа генерација и неколку постигна на вистина. Па и успесите си дојдоа сами по себе, значи со работа, со труд, се си доваѓа на свое место. Не дека и сега не се тренира, и сега мислам се тренира. И тоа младите имат и друга забава. Друга забава, веројатно брзо се откажуваат и мислам дека е тоа. Секој не може високи напори да издржи. Па вие сте професор, тие ги работи најмногу знаете, бидејќи таму се уште работите со млади луѓе, со луѓе од средното образование, и тоа можете најдобро да го кажете.
Бевте тренер во фудбалскиот клуб Осогово во младинскиот погон. Меѓутоа направивте една кариера во тандем со Јордан Минов и во Саса Каменица. Екипа што имаше навистина изворени резултати и изворени услови. Да, така се случи. Додека бев тренер на подмладок на Осогово, во Осогово за тренер дојде Мирко Наджаков, наш познат македонски стручњак по фудбал, и ме молеше да, не ме молеше, него инсистираше да бидам негов помошник, втор тренер, заедно да работеме. Јас донесов одлука да заминам за Саса со Јордан Минов, тој како прв тренер, јас како кондиционен тренер, негов соработник во клубот, и навистина неговото фудбалско искуство, мојата стручност од факултетот која имав по предметот фудбал и од другите предмети изучени, навистина тај спој даде вредни резултати, не само од нас двајцата, туку сите фактори беа и споени. И материјалниот фактор, и квалитетот на играчите кои се донаса во клубот Саса да играт. Имавме играчи од повеќе делови на Македонија. И тоа изворени играчи. Изворени играчи, меѓу нив некои направи голема кариера. Голема кариера, сигурно исто мислиме, тоа е Драги Сетинов. Да. Еден од тие, Драги Сетинов, беше позаемен од Вардар у Саса на усовршување. И добивање на рутина за игра, да. Рутина за игра. Така, тие добри услови, ние секојаш бевме во клубот, односно во лигата, тогаш во Македонска лига, у првите секогаш. Можем секој клуб да Кичо Симоновски дојде како многу Каменица кога го ангажираше, не се мислеше дека тој ќе успее, бидејќи немаше многу талент. Меѓутоа, во тој период го красеше многу работата. Не случајно направи една кариера прекрасна во Вардар, а потоа и во Спартак од Суботица. Па он во тој состав брзо влезе од младинскиот погон во првиот состав и го зедовме и на подготовки. Подготовките се битна работа. Ако ги издржи еден фудбалер или спортист и во друг спорт да е, тогаш тој може да напредува. Беше многу упорен. Јас го него познавав уште од порано, тој е исто ученик во Кочани, јако е од Делчевско. Учеше тука кај нас во Кочани, играше и за училиште мал фудбал, училишен спорт, и продолжи во клубот Саса и постигна навистина исто вредни резултати. Отиде во Вардар и така. Потоа во Спартак Суботица Во Спартак беше. Суботица. Еден од реномираните југословенски клубови, што беше секогаш во средината на табелата. Тука фудбалот не ви завршува. Јас како што ме служи меморијата, вие повторно од Каменица се враќате во Осогово, веќе кога во клубот работат едни познати, ајде да кажам, играчи на Осогово, како еден Митко Атанасов, како еден Јордан Михајлов Кукушот, како еден Војо Петров. Тоа се сепак, може да кажеме, имиња и легенди од фудбалскиот клуб Осогово и на Кочанскиот фудбал, што рек. И вие тука продолжувате заедно со нив. Колку време се задржавте? Па видите, јас кога се вратив од Каменица, од фудбалскиот клуб Саса, повторно ме ангажира во нашиот фудбалски клуб Осогово. Бевме така во тандеми, работевме и со Митко Атанасов Дандарата, и со Јордан Михајлов Кукушот, и со Војо Петров Диди, и со него работевме.
у тоа време имавме навистина добра генерација, добри фудбалери кои али беа веќе при крајот на измакот своето да го беа одиграле. Годините во спортот си чинат. Да. Секој си чинат, така да игравме во втора македонска лига. Да. Втора македонска лига. Него тука беше битен друг еден фактор кој оневозможуваше да се вратиме пак. Тоа беше финансискиот фактор. Немаше доволно средства, така да мислам дека еден од факторите. Петото скалило јас кој што го кажав на почетокот на емисијата, токму се однесува на тоа што вие малку работевте и во ракометниот клуб Кочани, време, период кога 81 година од второлигашка конкуренција се влезе во првата лига. Па јас и тамо некој мал допринос имам дадено во ракометниот клуб Кочани, со една стварно и тамо прекрасна генерација, различна по возраст. Имавме и неколку играчи од страна за клубот да го зајакнеме, за да можеме да парираме на другите ракометни клубови у македонската лига кога влеговме. Одигравме на вистина како треба, но кои беа причините да не се задржеме, јас ќе зборувам во таа фудбалска, ова и во ракометна лига, македонска лига. Проблемот беше спортска сала. Зошто спортска сала? Тогаш беше дозволено, правилата дозволуваа да се игра и на асфалт. Екипите кои тренира во спортските сали, тие има многу повеќе тренизи, во сите годишни времења тренира. За жал ние ќе тренираме на асфалтот само кога во добри услови, добри временски услови. Во зимските услови отежнато, не се тренира, помалку тренизи, помалку работа. Сигурно дека нема да има квалитет. Ние што викаме во спортот, нема издржливост, нема кондиција. Меѓутоа еден коментар остана врежен во вашата меморија од тоа време како млад што играше во екипата на Кочани. И потоа ќе кажам, кога ќе одговорите, ќе кажам зошто и кој си. Мислам на малиот Точилов. Мислите на Борчо. На Борчо, малиот тогаш по години, а тој е голем човек. Да, голем беше човек во раковето дечкото. И висок, и крупен. Ви остави еден силен печаток над преварот кога се боревте за опстанок во првата лига, мислам дека го спомнавте тогаш што беше над преварот, во една прилика ми рековте со Охрид игравте, на Охрид казнен терен, се играше над преварот во Кичево. Така. И дека тој тогаш се надвиси со своите години, меѓутоа и со својата игра на сите. Тој во една конкуренција со играчите на Керазиев, кој има поминато својата кариера и во прва лига и во странство, или како Михајлов, Тавата, како го викаме, Ангел. На вистина на тој надпревар, иако и суди игра се на неутрален терен, но судите сепак беа наклонети за некоја нијанса за еден годишен одмор кон Охрид, да. За охридската екипа, така да тој надпревар ми остави еден прво лош печаток, груп надпревар што без ферплей, правилата што не дозволуваат нешто такво, нешто на терен да се случува. Овој нашиот, што вика, најмалиот, тогаш едве имаше некаде околу 17 години, но толку цврст и борбен,
по наше кажано најмал по возраст, најголем по срце. По срце и даде голем допринос за таа утакмица. Значи тоа ви остана. Зошто го тоа спомнав? Кога пред емисијата ви спомнав една од она што го имаме разговарано пред неколку години, вие рековте дека тројца спортисти останале врежани во вашата меморија. Тоа е Ангел Нумов од гимнастиката, Да. Тоде Митев од фудбалот, Да. и Борчо Точилов Точилов од ракометот. Бидејќи секој на свој начин многу допринесил. Тоа е, професоре, негде се во времето на некојашната наша држава Југославија. Меѓутоа Македонија, знаеме дека од осамостојувањето почна спортовето на локално ниво. Ајде, тогаш ако бевме Републичка лига, тогаш сега ни станаа државни првенствата. Меѓутоа вие имахте таа чест и привилегија, знаејќи ги вашите резултати, вашето работење и вашето постигање, во гимнастиката бевте именуван, се враќам повторно на гимнастиката, бевте именуван за селектор на македонската машка репрезентација. Како беше задоволството да се работи на почетокот во гимнастиката, со оглед на фактот што еднаш од една голема, ај сепак да кажем, држава, дојдовме во држава со 2 милиона жители? Македонија се почна на сите полиња да се формира, сите институции, фудбалска репрезентација, гимнастичка репрезентација и од другите спортови исто и така. Јас имав и таа чест да бидам првиот селектор во машката гимнастика. Во машка гимнастика. Не ми беше тоа некоја тежина, за тоа што спортот не се заборава. Гимнастиката и со посебно задоволство тоа го работев, тренирав со нашите млади гимнастичари, кои ги имавме и од Кочани, и од Скопје, и од Велес. Тие сочинуваат таа наша репрезентација и правевме надпревари дури и меѓународни, како на ниво на држава, а и исто со тие имавме веќе добар квалитет да можеме да се надпреваруваме со соседите. Правевме тромечеви, двомечеви, со Србија, со Бугарија и тука кај нас, посебно во Кочани, Скопје, и како гости гостувавме и така. Па токму работата што имате минатиот труд и залагањето што го имавте како селектор во репрезентацијата на самостојна Македонија во машката, реков, селекција, не случајно ве задржа 7 години да бидете селектор на таа репрезентација. Спомнавте дека одржувавте меѓународни надпревари. Само ќе ве, бидејќи сме при крај на емисијата, би сакал да ве прашам една работа. Кочани имаше една традиција, беше се воспоставила една традиција да се организира тај меѓународен турнир што беше Јордан Манов, бидејќи човекот со име и презиме, со работата и вложениот труд и она што го остави на генерации, го тоа беше заслужил. Се одржува еден известен период, меѓутоа нормално, бидејќи фамилијата ги покриваше, ајде да кажем, 90%, да не кажем 100% трошоците сите, тоа не се мали пари, што треба да се вложат во еден таков турнир, и турнирот се прекина. Дали на Кочани му треба по вас еден таков турнир? Односно на Македонија? Па по сите заслуги, тоа е моje мислење, мислам дека со мене исто така ќе се сложат, ќе го имат и други кои минале низ гимнастиката и кои си сега во гимнастиката, да на Кочани продолжи таа традиција, што реков, град на оризонт, град на спортската гимнастика, да се одржува таа традиција, да се најдат средства, тоа не се големи средства, како во фудбалот, во некои други спортови, навистина да... И еднаш годишно. Тоа е еднаш годишно да продолжи. Па и тогаш кога ги организиравме, навистина со ентузијазам ние како суди, управа на Партизан
кочани, членови и други симпатизери преку спонзорства, донаторства ги организиравме тие турнири. Па не случајно вие рековте во една прилика, Јоцо нас гимнастичарите не сакаше. Јоцо нас не обожаваше. И затоа сакаме да го направиме она, да остане забележано неговото дело. Мислам тоа тогаш кога разговаравме се однасеше токму на овој меморијален гимнастички турнир Јордан Манов Јоцо. Мене како спортски работник, да ви кажам искрено, ми е жал што во Кочани еве новинарите се трудат колку што можат на некој начин да го развиват спортот, меѓутоа за жал јас еве со коланата позната, мислам дека може да го добие неговото име Јордан Манов ѓаволот, долу стадионот со одлука на совет да биде Никола Мантов, не новинарите да го пишуваме, бидејќи он во книгите се води негде уште како градски стадион. Тоа се личности што оставија голема трага во Кочани, секој на свој различен начин, и мислам дека тоа го имат заслужено. И сега за крај на емисијата уште едно прашање само да ве прашам. Имате уште неполна година работа во средното општинско училиште Ѓошов Викентиев, заминувате крај, мислам, во 2013 година, април-мај месец тука во пензија. Вашиот животен пат кој ќе го анализирате сега, кој ќе направите во 2-3 реченици. Дали сте задоволни од она што го постигнавте на спортски план? Зборам исклучиво за спортски план, бидејќи таква е емисијата. И дали нешто негде пропуштивте, односно можевте повеќе да направите? Па од тука ќе почнам. Сигурно дека има пропуштено, секогаш може повеќе да се направи, да се постигне, да се резултира. Но јас за мене ќе кажам дека имам богат спортски живот. И сте задоволни од она што? Јас сум задоволен. Секогаш бил исполнет со многу спортисти, со многу луѓе, со многу пријатели, со многу голема комуникација на ниво на Македонија, на ниво на Југославија. Богатството е комуникацијата, дружењето, да се живее во една заедница, секогаш е нешто најбогато, најкорисно. Тогаш е човек најповеќе исполнет. Па токму тоа, вие како човек што го поставивте она во животот и големиот број пријатели што ги имате сегден, е мислам најголемата добивка за не само за вас, за секој човек. Професоре, јас ви благодарам што еве сега и во овие горештини дојдовте во студиото да бидете дел од мојата емисија. Ви посакувам добро здравје и ви посакувам она што не го кажавме, бидејќи ако зборуваме за вашиот пат ќе ни требат 5-6 сигурно емисии да го целото елаборираме, а се одевме во кратки црти. Сакам во блиски дни на вашите внуци тоа да го пренесете, да го кажете, да бидејќи мислам дека со чудовидност ќе ве слушат, бидејќи нема да веруваат во она што е остварено, во оние услови што ги имавме, што ги имавте вие за работа, од сегашните услови што ги имат, ајде да кажам, прекрасни. Тоа е мојата желба, ви посакувам секако убави денови и убав летен одмор. Пред да кажам благодарам, апелирам, спортот значи многу. Сите луѓе на сите возрасти да спортуваат, не само гимнастичарите, од најмладите до највозрастните. Има за секој од најлесни спортови до потешки. Па тука ќе спомнам и рекреацијата, од пешачење, пливање, на кој што му одговара. Превентивата е најбитна, или што викат подобро да се спортува за секого. Отколку да се дебелееме, така. Отколку да се дебелееме. Така, здравствено. Уште еднаш благодарам за поканата и довидување до... Па јас мислам дека ќе направиме уште една емисија во... Да бидеме живи и здрави до... Да сме живи и здрави, да. Ви благодарам на вистина што бевте дел од емисијата и верувате задоволството моје беше многу поголемо отколку вашето што ве поканив. Бидејќи вие сте сите на некој начин за мене, со сите мои гости што разговарам, сте дел од историјата на спортско Кочани, а многумина таа историја за жал не ја познаваат.
Почитувани мои, тоа беше Благој Досев, вечерашниот мој соговорник, вечерашниот мој гостин. Колку успеав да ви доловам од неговиот многу богат и голем спортски живот. Еве, тоа во гимнастиката е почнал 59-та година, па сега вие пресметете колку години е во тој спорт. Се занимава со спорт и како професор, и како тренер, и како надпреварувач, и како судија, и како се. Ви благодарам уште еднаш за вашето внимание, ве поздравувам, ви посакувам пријатен викенд, добра, ајде да кажем, наредна работна седмица и ви закажувам во истото време со некој нов мој гостин повторна средба во ова студио. А до тогаш, довидување, да сте ми живи и здрави.